Благодарам многу. Добро вечер, кавадарци. Добро вечер за ВМРО ДПМН. Добро вечер за Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН. Добро вечер за дамите на ВМРО, за Унијата на жени на ВМРО ДПМН. Добро вечер за основачите, за идеолозите, за Унијата на ветерани на ВМРО ДПМН. Моја почит. Добро вечер за сите пријатели, добронамерници. Како што Зоран кажа, добро вечер и за сите неопределени, сите разочарани од актуелната власт кои што ни се приклучуваат масовно во десетици илјади во цела четврта изборна единица кон големата победа која што доаѓа во среда на 15 јули. Ве повикувам на голема масовна референдумска излезност на 15 јули. Поканете ги сите што ги познаате, роднини, пријатели, комши и познаници. Потребна ни е масовна референдумска излезност. Да имаме во Кавадарци 75-80% излезност, за да го испратиме Зоран Заев на темните страни на македонската историја, затоа што и тие треба да се пишуваат, за жал. Тие сакаат да останете дома, ние сакаме и ве повикуваме на голема излезност за вие да одлучите. Тие сакаат луѓе со свитка на кичма, ние сакаме горди македонци. Тоа е суштинската разлика меѓу нас и нив. 18 ден сме во кампања, верувајте, на преубава енергија во целата четврта изборна единица. Нема село, нема град каде што отидов, каде што луѓето масовно не се приклучуваат на обновата на Македонија, каде што луѓето масовно не се приклучуваат на ВМРО ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија. Благодарен сум на сите, благодарен сум на Кавадарци. Имавме прекрасен ден денес, се видовме со многу луѓе кои што ги кажаа своите грижи, своите мисли, заеднички ќе работиме да ги поправиме работите после 15 јули. Можам да ви кажам дека од почетокот на кампањата до денес и секако веројатно така ќе биде до крај, две исти маки ги мачат луѓето. Дали сте во Струмичко, дали сте во Новосело, на едниот крај на изборната единица, или сте во Новаци, или сте во Могила, на другиот крај на изборната единица, исти две маки ги мачат луѓето. Националното понижување и економското опустошување. Тоа го мачи народот. Луѓето се гневни заради промената на името, заради воведувањето на двојазичност и кај што треба и кај што не треба, и заради трговијата со историјата. Луѓето се гневни и се чувствуваат погазени заради таа работа. Во исто време, луѓето се економски опустошени. Нови работни места не се отвараат, постојните се доведени под опасност, плата или земаат 70%, или земаат минималец, странски инвестиции 3 години не доаѓаат, домашните се плашат да инвестираат. Тоа е тажната вистина за Македонија. Тажната вистина за Македонија е дека луѓето се чувствуваат понижени заради промената на името. И сакам од овде да ви кажам, позади мене на оваа табла пишува "Исправи се Македонија". Никогаш нема да застанам пред табла на која што пишува ништо друго освен Република Македонија. Го имате мојот збор. Нема цена, нема сила што може да ме натера на поинаква одлука, а фала Богу нема ни уцена, затоа што на уцени не паѓам, а и нема зашто да ме уценуваат. Јас не сум од вчера во политика, гледате скоро цела кампања помина, немаат што да ми најдат, се мачаат, измислуваат, се глупираат, им се смее народот, нешто разбрале, недоразбрале, ставиле, недоставиле, на крај смешни изгледаат. И затоа нема сила што ќе ме натера да застанам позади било која друга табла, освен табла на која што пишува Република Македонија и на која што се вее македонското знаме. За разлика од мене, мојот опонент, мојот против кандидат Зоран Заев, нема ден да не се подсетиме на некоја од неговите големи афери. Не се добројуваат. Да земам сега тука сите да ги бројам до утре ќе треба да останеме. За жал. Ќе набројам неколку.
Мојот против кандидат е човекот кој што бараше евро за брат му, ама не едно, туку едно помножено по 200.000 и кажа уште кој се друг платил во штедилницата кај брат му. Мојот против кандидат е човек чие што најтешно семејство вози автомобили какви вие во животните и јас сме виделе и кои што чинат повеќе од вкупната заработка на сите вас за 5 години заедно. Мојот против кандидат е човек кој што краде кај ќе стигне. Мојот против кандидат е човек кој што лаже кај ќе стигне. Мојот против кандидат е човек кој што поставува директори на јавни институции кои што пари ставаат во торба. Мојот против кандидат е човек кој што организираше рекет во Република Македонија и е на врвот на пирамидата, е капо ди тути капи на сите криминалци во оваа држава и кој што организираше многу бизнисмени да бидат изрекетирани во вредност од преку 20 милиони евра. Мојот против кандидат е човек што ги искористува луѓето и ги пушта низ вода и ситните риби ги тера да одговараат за него за тој да може да биде заштитен. Мојот против кандидат е човек кој што го промени името на оваа држава, што воведе двојазичност и што тргува со историјата. Но мојот против кандидат и човек што има потенцијал да ја уништи Македонија ваква каква што ја познаваме. Ако некому ова му изгледа апокалиптично или премногу, сакам да ве замолам да се вратите 4-5 години наназад. Тоа не е долг временски период. И да се сетите дека тогаш ние зборувавме и кажувавме дека ќе се промени името, дека ќе се воведе двојазичност и дека ќе се тргува со историјата. За жал, многумина тогаш не поверуваја. За жал, дел и од нашите претходни раководни структури веќе и немаја кредибилитет да го зборуваат тоа што го зборуваја, заради одредени своји грешки, недоследности, па дури и одредени други действија. И многумина си рекоја ова го зборуваат за да останат на власт. Но за жал времето покажа дека тие говори тогаш испаднаа вистините. Се промени името, се воведе двојазичност, се тргува со работи со кои што не се тргува, од типот кој е Гоце Делчев или дали ние зборуваме автохтон македонски јазик или зборуваме дијалект на некој друг јазик. Затоа ве замолувам добро да размислите што ќе направите на овие избори. Немојте да се видиме за 4 години и да ми кажете во право беше. Затоа што ми е страв дека ако се видиме за 4 години и ми кажете во право беше, нема да се видиме во држава која што се вика Македонија. Ќе се видиме во држава која што нема постои, која што ти е распарчена и поделена. Да бидам директен. Гласот за Зоран Заев и Билал Касами, гласот за помали политички партии или останувањето дома е глас за поделба на Македонија. Го кажувам тоа директно, отворено, тука вечерва, од Кавадарци, на 10 јули 2020 година, за да остане запишано и запаметено. Гласот за Зоран Заев, за Билал Касами, гласот за помали политички партии или останувањето дома е глас за поделба на Македонија. Сакам ова добро да го запаметите и да ве замолам тоа да не се случи, да излезете масовно на 15 јули, сите вие, сите ние, да си ја заштитиме Македонија. Јас сум свесен дека кај секој еден од нас може да се јави и гнев и незадоволство. Долго време ВМРО-ДПМН ја практицираше власта до некаде пред 3-4 години. Жив материјал е. Имаше многу добри луѓе, направија многу бави работи. Ево во Кавадарци, од невработеност преку 30 нешто проценти дојдовме на невработеност од само 5%, но имаше и луѓе кои што сгрешија, кои што направија неправилности, кои што ви сгрешија вас, ми сгрешија мене ако сакате, но тие не се вредни за да останете дома, тие не се вредни за да гласате за помали политички партии, затоа што таквата одлука, кажав, води кон уништување на Македонија. За мене ова се најбитните избори
во 30 годишната независност на Македонија. И затоа јас сум волку мотивиран како што ме гледате, како никогаш порано во животот и на овој начин ја водам кампањата. Затоа што прашањето на овие избори не е дали ќе има Булевар Плюс тука во Кавадарци, не е дали ќе има Водовод Плюс во некое село во Кавадаречко. Прашањето на овие избори е ќе има или ќе нема Македонија. Јас сум да ја има, јас сум да ја градиме заедно и да излеземе сите масовно и да ги пратиме на најтемните страни на историјата. Сакам збор два да кажам и за уште две работи. Едната се маките народни и на земјоделците и втората е криминалот и корупцијата. За маките народни. Слушам одредени големци олигарси кои што ја искрадоја држава во 90-тите години, си ги добија фабриките на тацна, станаја милионери, ама не станаја милионери затоа што мобилен телефон измислија или компјутер или некоја ракета, туку затоа што покрадоја. И се истите тие оваа година сакале грозијето да го откупуваат по 6 по 7 денари. Не им порачам од овдека да внимаваат што прават со ВМРО, ДПМН ќе имаат работа после 15 јули. Грозијето мора да се откупи цело по правилна цена и навреме да се плати. Со ВМРО, ДПМН ќе имаат работа после 15 јули, а ВМРО, ДПМН е прво ВМРО, после се друго. За да помогнеме на земјоделците, планираме голем фонд од околу 200 милиони евра без каматни кредити, обновливи, револвинг, кои што ќе се користат за откуп и кои што ќе може да ги користат сите кои што ќе гарантираат навремена исплата и гарантирана цена. Да го разбиеме овој монопол на зелената мафија и на олигарсите кои што го цицаат и ви го цицаат трудот на вас земјоделците. Земјоделците со испукани раце и со солзи во очите, тие со Мерцедеси, со Ауди, со БМВ и со Бентли. Тоа веќе во Македонија не смее да го има. Околу криминалот и корупцијата. Кај ќе отидете сегде бандити? Еве две работи сакам да споделам со вас. Бев претходно во Неготино. Ми кажуваат луѓево, ТЕЦ Неготино, кога работи, кога не работи, главно не работи. Си се собрале таму директори, си се ставиле, си поделиле плата каква што вие не можете да сонувате. Јас мислев само во Прилеп дека е така. Таму, например, директорот на Тунскиот комбинат има, ако не сте знаеле, 3.500 евра нето месечна плата, односно 5.500 евра бруто месечна плата. Значи, зима 5.500 евра месечна плата. Само за споредба, цело семејство во Прилеп кој што сади тутун, за една година заработува од 5 до 7.000 евра. За една година цело семејство, овој сам за еден месец 5.500 евра. Ама такви херои имало и тука во Неготино и ќе ги кажам по име, затоа што мене тој ми е стилот. Директорот на ТЕЦ Неготино зема, верували или не, 100.000 денари нето плата, 150.000 денари бруто плата, преведено 2.500 евра. Името на тој директор е Небојша Стојановиќ, веројатно никој не го знае, никој не го видел, ама Мангупов зема 2.500 евра плата. Па тие пајташите околу него, пошто нели мора да има и борт на директори, земаат некаде околу 2 до 2300 евра бруто плата. Еве да ги кажам и нивните имиња. Игор Бојаджиев, Јане Стојменов, Никола Ангеловски, Билјана Митева. Сите овие си земаат по 2 до 2300 евра бруто плата, а овој првиот, пошто е прв, 2.500 евра плата. Такви бандити и криминалци Зоран Заев става на функции. Да ги поздравам од овдека, сите ќе одговарат од прв до последен, после 15 јули, за да не ја цицаат маката на луѓето, да има одговорност и во Неготино и тука во Кавадарци. Друга работа да споделам. Сакам да знаете со каков човек имаме работа. Бев вчера, а бев и во вторникот, во село Банско, Струмичко. Тоа е едно преубаво село, по старите знаат, има многу убава бања, Цар Самуил, кој има мака со реума, со грб,
знае дека таму е лекот. Тече преубава топла вода, арнама луѓето при вода се жедни, пола село нема водовод, пола село исто така нема канализација, пола село нема електрична енергија, а 15 години гласаат за Зоран Заев и скоро цело село нема канализација. И овој ги лаже цело време дека ќе им направи канализација. И сега дојдоа избори, му рекле, вети канализација, кај е канализацијава. Ископал две дупки, една овдека, една 10 метри подолу, буквално две дупки ископани, ставил една цевка, мала, фистотка, знаат веројатно тие кои што разбираат малце домаќински работи, тоа е прилично мала цевка. И тоа е тоа. На една удолница вака, на еден пат кој што оди надолу, две дупки, една цевка, фистотка. Но веќе луѓето не се наивни, веќе луѓето не веруваат на лаги и му рекле, абе се ова добро, ама оваа цевкава многу мала, многу тесна, како ќе ја собира канализацијата од цело село. И Зоран Заев, мојот противкандидат, ни срам ни перде, им вели како оде надоле се шире. Со таков лажго манипулант имаме работа и на тој треба да му ставиме крај на 15 јули, затоа што ги лаже луѓето дека како одела надолу цевка да се ширела. Со таков бандит имаме работа. Ќе ми дозволите уште збор-два за нашите планови. Планираме да ја отвориме Централна Македонија. Отворањето на Централна Македонија, поврзано со Кавадарци, поврзано со целиот Тихвешки регион, значи неколку работи. Прво, изградба на автопат кој што ќе поминува тука близко до вас од Градско до Прилеп, од Прилеп до Битола, од Битола до грчка граница. Идејата е стратешки да отвориме Централна Македонија кон две пристаништа, Солунското и Драчкото, за дополнително да се развива економијата и да остане македонскиот народ тука да си живее. Значи ова е стратешки најбитниот проект и најголемото ветување во нашата програма за обнова на Македонија. Тука ќе работа многу од вас директно во изградба на автопатот, но многумина ќе наоѓаат работа индиректно после изградбата на автопатот, затоа што ќе се отворат многу работни места. Втората работа, близко тука до вас, во Мариовско, изградба на хидроцентралата Чебрен и Галиште, која што треба да стане најголем резервоар на вода во цела југоисточна Европа, затоа што долгорочно водата ќе е скапа колку нафтата, ние ја имаме и треба да ја прибираме, и ќе произведува огромно количество на електрична енергија со цел Македонија да стане извозник на струја и да може сите да плаќате поевтина електрична енергија. Ќе има многу работни места додека се гради за сите вас и уште повеќе работни места во периодот кој што ќе следува после тоа. И третата работа, ревитализација на железницата и поврзување на Кавадарци железничко, затоа што имате железница до Фени да стигне до центарот на градот, да може да се користи и за патнички сообраќај и за товарен сообраќај. Три стратешки проекти кои што дополнително треба да го развијат целиот овој регион. Ве повикувам да ја прочитате нашата програма, да ја прочитате програмата за обнова на Македонија. И уште еднаш добро да размислите. Јас сум убеден за сите вас кои што сте тука. Но поразговарајте со сите што ги познавате. Роднини, пријатели, комшии, познаници. Ако сте со некого поскарани, смирете се. Направете еден убав пријателски домаќински муавет. Да си ја спасиме Македонија. Да ја спасиме Македонија. ВМРО ДПМН ќе победи, но не е исто со колкава разлика ќе победи. Да победиме убедливо. Да победиме убедливо во четворката. Не е исто дали ќе победиме 11-9 или 12-8. Да излеземе масовно во Каварци за да победиме 12-8 во четвртата изборна единица, да имаме преку 60 пратеници на ниво на Македонија и заеднички да градиме Македонија. Да живее Каварци, да сте ми здрави и живи. Да живее Македонија, да сте здрави и живи. Благодарам.